Почитувани слушатели, денес разговор ќе водиме со Спасе Мазенковски од село Леска, Преспа, Албанија, еден од познатите македонски активисти на македонскиот народ во Албанија. Повод за нашето интервју со Спасе Мазенковски е промоцијата на неговата книга Македонскиот народ во Албанија, која токму беше промовирана во Прилеп на 4 февруари, на денот на роденденот на Гоце Делчев. Спасе, добро утро. Добро утро и за вас, за вашата радиопрограма и за сите македонци кои живеат во далечната Австралија. Еве, јас како што спомнав ве побарав за книгата, но пред да одиме на книгата и активностите на македонскиот народ во Албанија, јас би сакал збор-два нешто да кажете за вас, бидејќи еве, како што ние многу пати разговараме, се познаваме некаде од 94-та година. Меѓутоа, за слушателите на македонската радиопрограма, кажете нешто повеќе за вашите активности и вашето потекло и така натаму, како почнавте и со македонските работи, што би рекол Крсте Петков Мисирков? Да. По повод 4 февруари, роденденот на Гоце Делчев, како што спомнате и вие, токму на тој датум на 4 февруари се направи промоција на мојата книга под наслов Македонскиот народ во Албанија. Сега, доколку ќе ја добиете читателот во македонскиот читател во Австралија, тука ќе дознае многу повеќе и за македонскиот народ и за мои лични податоци. Но со сето тоа, јас пак да се представам дека сум Спасе Мазенковски, сум председател на првата македонска општествено-политичка организација Друштво Преспа, која се основа на 3.4. од 1991 година, одма со отворањето на Албанија кон демократскиот свет. Сум ја водел оваа организација 10 првите години како нејзин председател, и така што во програмата на таа организација, меѓу другото се предвидуваше што како да се работи за да се развива македонскиот народ во Албанија. Меѓу кои се предвидуваше и печатење на весник на македонски јазик, печатење на книги на македонски јазик и на албански, за да се представи македонскиот народ во Албанија пред јавноста, учење на македонскиот јазик, развој на македонскиот јазик, на македонската историја и култура, со еден збор за сите правци на развојот на животот на македонскиот народ во Албанија. Така да, што доколку ја добиете оваа книга, таму ќе видите дека сите периоди, мислам на секаков степен, сите периоди на животот на македонскиот народ во Албанија ќе се дознаат повеќе од читателот, бидејќи во оваа книга накратко и нецелосно се предвидени и се опишани периодите како потпадна македонскиот народ под Албанија, како се развиваше македонскиот во Албанија, како се вклучи македонскиот народ во животот на албанското општество, како потоа доби големи подеми и падови во неговиот живот, на крајот од краиштата да згасне и да дојде до ова мало подрачје кое се вика Мала Преспа, признаено од македонските власти како македонско малцинство во Албанија. Кажи ни, Спасе, како беше на почетокот? Наидовте ли на потешкоти кога се формира Друштвото Преспа? Тогаш на нашата прва средба вие постојавте 3 години, мислам беше. Се сеќавам дека имавте и проблеми со тогашните власти на Албанија. Точно така беше. Јас, како што спомнав, во 1990, на почеток на 91 година, албанското општество почна големо револуционерно движење
со цел за да дојде и во Албанија демократија и значи се градеше нов општествен поредок. Значи се урна целиот тој тоталитарен систем до тогаш и се градеше ново општество. Во тоа ново демократско општество, така наречено демократско албанско општество, македонскиот народ остана исполнен. Никој не се сеќаваше на него. И токму затоа, уште во првите месеци од тој период, кај нас се роди мислата и идејата што ќе биде со нас, што ќе биде со македонскиот народ во Албанија. И токму затоа, таа положба во кој се наоѓавме во тие времења, не принуди да се собереме некои, така мислам, главни активисти и да разговараме што ќе биде понатаму. Од тие причини, кога видовме дека самите треба да се ја земеме, самите судбината во нашите раци, судбината на македонскиот народ во Албанија, таа причина не принуди да ја основаме првата македонска општествено-политичка организација, да ја регистрираме ние во институциите на тогашната власт на Албанија, за да можеме да работиме легално, па потоа се родија други македонски организации, политички организации во внатрешноста на Албанија, како во Тирана, во Гора, во Голобрдо, во Дебол, во Врбник и така натаму. Да, тогаш се сеќавам, се регистрира и МИР, па потоа МЕД беше и сите заедно учествувавте во политичкиот живот на Албанија. Дали си задоволен со правата на македонците, бидејќи Голо Брдо и Гора македонците не се признати како македонци од официјалните власти на Албанија? На никаков начин не можеме да бидеме задоволни ние, останатите признаени македонци во Албанија, бидејќи во нито едно поле на животот ние не ги уживаме нашите права и слободи како поединци и како македонско малцинство. Ако ние бевме повеќе почитувани и признаени од страна на албанските власти, токму и оваа книга ќе беше објавена со албански пари, така како што се прави и во другите држави во околу нас и во светот. Ќе беше печатена со албански пари, бидејќи е вредна и за историјата на македонскиот народ, но и за историјата на албанскиот народ. Но, бидејќи сме игнорирани целосно, нема никакви трошоци, никаква пара даена за развој на историјата и на културата на македонскиот народ во Албанија. Токму затоа, тоа ме принудува јас да барам, мислам, како да се искажам, да барам од едни на други кај македонците од ширум светот, за да можам да соберам средства и да ги печатам книгите. Така што и оваа книга е испечатена од Друштвото на наука и уметност од Прилеп, со начело Тони Ангелевски, на кој користам приликата да му се заблагодарам што ми помогна и излезе на виделина оваа книга. Јас би сакал да те прашам уште неколку зборови или 2-3 прашања околу споредбата. Еве да ја споредиме. Често пати сме разговарале заедно и со други активисти во Албанија. Како може албанското малцинство во Македонија да има министри, да се пратеници, да има градоначалници, да имаат универзитети, да имаат средни образованија, медиуми да имаат, а пак ние зборувавме, ако се сеќаваш, дека македонците се движат околу 150.000 па и повеќе во Албанија, а за возврат ние немаме никакви политички права. Да. Во оваа книга јас имам користено податоци и пишувања, докази од светски, мислам европски и од историчари од соседните држави, кои покажуваат на некој начин за во разни периоди до колкав број присутен бил македонскиот народ во Албанија. Така што на едно место се пишува дека уште во 1884 година имало 2 македонски училишта во градот Корча, а ние денес немаме ниту се спомнува ништо такво.
се даваат податоци дури и од српски и бугарски автори и историчари, што бројката на македонскиот народ во Албанија се движела дури до 120 до 150 илјади. А факт, молим? Да, зборувајте. Така што излегува прашањето по каде се правата и слободите на овој народ. Па нормално дека никаде не се токму затоа што со тој геноцид, со тоа асимилирање, отворено и тајно асимилирање на македонскиот народ било продолжено уште од првата влада на Република Албанија па до ден денес. Јас само еден пример ќе ви кажам дека слушнав на радио и на телевизија македонска дека само за 2017 година со македонски пари само Министерството за култура на Република Македонија има поддржано 390 проекти, албански проекти за развој на албанската историја и култура. А во Албанија нема ниту еден скршен денар даден за оваа работа. Това е целосно доволен показател дека како се почитуваат нашите права и слободи во Република Албанија. А како може да се зголемат правата на македонците? Има ли некаков излез? Еве, Спасе, после овие три друштва се соединија, се формира и политичката партија. Да. Тука се сите поднесени, сите податоци, сите периоди како се дојде до формирање на македонската партија, на Македонска алијанса за европска интеграција, која за жал, сега видите, тука проблемот ние, како секогаш, го имам истакнувано дека, не знам, на некој начин ние треба да се изгради некое македонско тело, за да их координираме работите во сите места, во сите држави, во целиот свет каде живееме, за да можеме да работаме на еден правец, бидејќи тоа ни го наложуваат и праксата како работаат другите малцинства во соседните држави и постигнуваат успеси. А ние македонците сме оставени секој на себе да се снајдува, да се справува со своите проблеми и да остане и да обстане. Што многу е тешко, но сепак толку можеме ние, толку да испечатиме некоја книга и да се јавиме на радио, на телевизија, да пренесеме, а на никогов начин да земеме дури конкретни активности за да светот слушне целосно и правно како и каде се живее и проширен македонскиот народ, како си ја сакаме нашата македонска држава, како си ја почитаваме таа држава, како сакаме за да таа да ни просперира и не да се игра мајта од цели окружни држави со оваа наша држава и да се игра мајта и од страна на Европа и пошироко. Јас мислам дека само тоа ќе биде еден од врвните постигнувања доколку ние бидеме организирани и обединети, барем на духовен и културен план, што некогаш ми се чини дека беше на повисоко ниво, а овие последните години колку греј спласнува и гаснува. И токму затоа, доколку нашиот глас не се слуша навсекаде, македонскиот глас не се слуша навсекаде, како што се слушаат барем сега, овие последните времиња со овие трагични случувања што му се случуваат на матичната држава, како што се слуша гласот на обединетите македонци од Канада, ако се слушаше овој глас и ако навистина ќе бидеме присутни ние со политичките барања на светската сцена, мислам дека ќе беше многу подобро, ќе беше за Македонија и за македонскиот народ. Ајде, Спасе, да ми кажеш, односно да му кажеш на слушателите и на јавноста, бидејќи ова интервју ќе биде пренесено на сите страни, и во Канада, и во Америка, па и во Македонија, и во Пиринска Македонија, и Егејска. Како беше настанот во Прилеп? Промотор беше професорката Виолета Ачковска, зборуваше и Ефтим Митревски, и тој е еден од првите активисти, нели? Како поминавте во
во Прилеп на 4 февруари. На 4 февруари, на денот на промоцијата на мојата книга Македонскиот народ во Албанија, на вечерта во салата, во културниот дом Марко Цепенков, на вистина беше вистински празник. Јас му се заблагодарувам на прво место на организаторите, на Друштвото за наука и уметност на Прилеп, кои на вистина се погрижија и со печатењето и за организирањето на оваа промоција. Му се заблагодарувам на македонскиот народ во Прилеп, кој на вистина, јас тако го имав печатењето, но и така излезе дека на вистина тие се вистински македонски патриотски народ. Му се заблагодарувам на промоторите мои, на професорката Виолета Ачковска и Евтим Митревски, кои на вистина истрпно го имаат студирано моето дело и ја презентираа книгата така како што требаше. Му се заблагодарувам на градоначалниците на Прилеп и на општина Пустец, кои беа присутни во салата. Му се заблагодарувам исто така и на неколку роднини и пријатели кои ги забележав дека беа присутни и се поздравија со мене на Методија Андонов Ченко. Ќерка му беше. Ќерка му беше присутна, Марија. Да, и тоа мене се поздрави со мене и ми причинуваше чест и задоволство. Така што тамо имаше и други учесници од полето на историјата и културата. И на вистина помина во една прекрасна празнична атмосфера, се презентира книгата и се дојде до тоа заклучок дека што ако си останеме сами посебни, така разделени, распарчени, како што не раздели и не распарче уште од 1913 година, не ќе можеме да имаме, мислам, успеси во нашиот живот, во македонскиот живот. Но, доколку ќе се работи за наоѓање на начин на обединување на македонскиот народ во светот, и сигурно дека и успесите и победите ќе ни бидат поголеми. Околу историјата на македонскиот народ во книгата, ова е истата книга што правевме промоција во Корча, така? Не. Промоцијата на таа книга беше напишана на албански јазик, беше кратка историја на македонскиот народ, кои податоците говорат за целата историја на македонскиот народ и на македонската држава од древнина до денес. Значи од времето, од славните времиња на Македонија, од времето на Александар и Филип, па до денес. Така што јас се принудив да пишувам таа книга. И еве ја користам приликата за да му се заблагодарам на Бил Николов, кој помогна во печатењето на таа книга, токму затоа што албанскиот пазар на книгата не само во правец на историјата, туку и во правец на културата, во фолклорот и така натаму, нема никаква книга пишана за македонската историја и македонската култура. Токму тој податок тој факт не принуди да објавам оваа книга на албански јазик и јас сега дури уште се трудам и ја ширам без пари оваа книга во кај албанското општество, за да се повеќе се дознае за македонскиот народ, за македонската држава и така натаму. И мислам дека што главниот помагател за оваа книга, така како што спомнав, беше господинот Бил Николов, заедно со помошта на амбасадорот Ристо Никовски, се успеа што таа книга е вредна книга, али проблемот е тоа што оваа втората книга под наслов Македонскиот народ во Албанија пишува само за македонскиот народ во Албанија, за периодите од неговото останување во границите на Албанија, па дури до ден денес. А првата беше за воопшта македонската историја преводена на албански јазик. Од кога се спрема твоите истражувања, од кога постои македонскиот народ во Албанија? Македонскиот народ во Албанија постои уште пред да стане држава Албанија.
уште пред да се одредат, мислам, на овие територии каде живеат. На овие територии каде живееме денес и ние во Преспа, и во Гора, во Голобрдо, од секогаш сме живеели, ние не сме доселеници од никаде. Значи, ние, повеќето на овие територии каде живееме и денес, ние сме останали од памтивека, од секогаш, мислам, откога е создаден животот. Така што со формирањето на првата влада на Република Албанија во 1912 година и со оние договори, Парискиот и тој Букурешкиот договор која распарчија Македонија на повеќе делови и еден дел, убав дел остана под Албанија, ние останавме. Зборувај, Спасе. Ние останавме во границите на Албанија. И самото нашето македонско постоење како староседелци на овие простори каде живееме, се докажува со тоа што ние бевме фактор во основање и организирање на на револуционерното, на патриотското движење, па потоа и на комунистичкото движење во Албанија. И токму затоа тука излегува дека во првата комунистичка влада на Албанија, на врвот на првата комунистичка на Албанија и на врвот на комунистичките групи во Корча и во други места беа македонци. Исто така, податокот дека уште во првата влада на Република Албанија до 40 основана на крајот на 44-та, на почетокот на 45-та година, во која имаше присутни македонци како министри за внатрешни работи, за економија, за генерал штаб на армијата на Албанија, покажува дека македонскиот фактор бил присутен во албанското општество уште пред Албанија да остане во овие граници, денешните граници. И како дојдовте до овој степен сега да нема ниту еден министер од македонско потекло, да нема некој пратени? Да. Во оваа книга се објаснува, мислам, колку што можев да соберам податоци све, се објаснува со факти како дојде до целосно асимилирање на македонскиот народ во Албанија. А првото асимилирање почна токму тамо, од врвот во Албанија, во Тирана, кога... Молим? Зборувај. Во Тирана, кога од страна на албанската држава, од албанската влада со начело Емир Хоџа, се постигна да се ликвидират првата група на македонци кои беа како министри, заменици и така натаму, бидејќи со тие договори што ги направи Емир Хоџа со Сталин, не знам по кои причини, некои причини дури се знаат, што дојде до асимилирање на македонците од врвот на државата и на партијата, и по тоа асимилирање, по тоа дури физичко асимилирање на македонците од врвот на државата и на партијата, дојде до спаснување на животот на македонскиот народ, дојде до повеќето асимилирање на македонскиот народ и целосно претопување во албанскиот народ, токму затоа што немаше друг начин да обстане македонскиот народ во Албанија. Спасе, јас она што го викам македонски ѕид, Гора, Голобрдо и Преспа, како еден заштитен ѕид да не се од напливот на албанците да влезат во Република Македонија. Имате ли некакви планови да се соедините со македонците од Гора, од Голобрдо и Преспа, да се формира еден заеднички македонски фронт, нели македонските политичари од албанско потекло беа кај Еди Рама и направи една платформа. Има ли кај вас таква сила или желба од Гора, Голобрдо и Преспа да се направи една заедничка обединета македонска заедница, сила? Да. Јас спомнав и порано. Видите, тоа е факт, тоа што го верите вие, тоа е
факт и фактор кој може да влијае во подобрување на животот и во повеќе почитување на македонската платформа и на македонскиот народ во Албанија и на секаде. Али за жал, ево, вие од странство, од далечна Австралија или од Канада го покренувате ова прашање, а никој друг, дури ни од матичната држава не иде некој таков сигнал да рече чекајте бе луѓе. Ево, позади вас стои матичната држава, стојат големи фактори кои ќе ве поддржат, дури во сите правци на потребни правци, за да вие да се обедините како што треба и да излезете со вистински барања и на сцената на политиката во Албанија и пошироко. Тоа е така како што видиш ти и така треба и така почнавме да работиме уште од 1991. Така почнавме да основаваме ние првите општествено-политички организации. Така дојде и до формирање на првата политичка партија македонска во Албанија. Со тоа основање на оваа партија ние пропивме да земиме, да учествуваме во политичкиот живот на Албанија, да добиеме дури и градоначалники тука, па и некаде многу во други општини и советници македонци. Али не знам по кои причини. Потоа дојде некој пресврт во политиката на самата матична држава и останавме испрлени, дури некогаш игнорирани, дури некогаш, не знам, лошо квалификувани, што си дојде до една ваква идеја кај македонскиот народ во Албанија дека не само што сме непотребни за да помогнеме во развој на македонштината во Албанија и да помогнеме кај матичната држава, туку дури како да речам, не знам, ова беше навистина трагично, што вие знаете дека се дојде до тоа што и нашиот градоначалник да биде и прогонуван на општината на Пустец. Тоа прашање што го вие го поставувате, тоа навистина држи и еве уште и денес ние сакаме да најдеме навистина јаки мотиви, да најдеме јак поддржувач позади нас за да се дојде до тоа што кажувате вие. Али времето не гази, времето си врви и времето врви секогаш на штета на македонскиот народ, на македонската држава и така натаму, што на вистина е за жал. Спасе, на крајот, јас да ви се заблагодарам за сите овие информации. Се надевам дека тој македонски ѕид, што е, како што велам јас, многу пати тоа го употребуваме, Гора, Голо брдо и Преспа, тоа е еден заштитен ѕид. Треба тоа да се спроведува во сила, треба се направат состаноци, дали тоа било во Гора или во Голобрадо или во Преспа или во Елбасан, Корча, Драч, Тирана, но тоа не треба да остане така. Ако гледаме дека Рама и Хашим Тачи веќе се мешаат во внатрешните политики на Република Македонија. Да. Тоа е факт. Јас ви благодарам и вас и се надевам дека и од ваша страна и кај нас и под на секаде македонците ќе му светат дека овие се навистина моменти кои треба да го крениме нашиот македонски глас за да опстанеме како народ, да опстанеме како држава, да опстанеме како нација. И мислам дека што еве јас дури незгодно ми е да користам оваа прилика да направам некаква молба преку вашиот радио до македонски таму општини, организации како сте вие организирани таму, да помогнат за печатење на некои мои книги што навистина уште ги имам и се многу вредни, али нема можност да ги испечатам. И се надевам дека што работите, дај Боже да ни тргнат на добар правец. Да се надеваме, еве, гласот, апелот наш за помош за печатење на твоите книги се одлични, се одлична можност за да се кажи постоењето на македонскиот народ во Албанија и
И јас еве апелирам до македонската заедница, па се надеваме спасе дека ќе се направи нешто повеќе околу македонското прашање во Албанија. Уште еднаш благодарам за сите информации и честита нека биде и успешна книгата Македонскиот народ во Албанија. И јас ви се заблагодарувам уште еднаш и вас како автор ви посакувам повеќе успех.